Досега ниту еден пациент од Трубарево кој по скринингот бил упатен на дополнителни испитувања на пулмологија не е задржан на болничко лекување. Од над 200 прегледани во 2 дена, 10% беа упатени на дополнителни испитувања, а до денеска на клиниката се јавиле само половина од нив. На пулмологија беа упатени пациенти со недоиследена хронична респираторна болест или пациенти кои веќе имаат хронично респираторно заболување, но слабо контролирано за кое има потреба од ревизија на терапијата од страна на специјалист. Од 20 пациенти дојдени се 9, на кои им се направени сите испитувања по протокол. Останатите ги очекуваме да се јават од понеделник во нашата клиника, изјави засител доктор Оливер Зафировски, директор на пулмологија. За време на дводневниот скрининг во Трубарево, според пулмолозите, граѓаните се жалеле на печење во грло, нос и очи, а имало и такви со стегање во градите и отежнато дишење. Тоа се пациенти кои што претходно имаат хронична респираторна болест, како астма или хроничната обструктивна белодробна болест. Дел од нив се пушачи и не ги земале редовно претходно припишаните лекови, така да нив ги упативме итно на клиниката за пулмологија да се јават и да се направат тие понатамошни диагностички процедури. На бројните граѓани кои во средата и четвртокот чекаа за прегледи во Трубарево и мереа сатурација, пулс и витални капацитети. Скринингот го правеа тимови од пулмологија, а беше спроведен 10 дена по големиот пожар во складиште за електронски отпад, чиј густ чад предизвика здравствени тегоби кај населението. Сања Димитровска, Сител телевизија.